Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имаме гостин во студио. Тоа е едната половина од Пука козметика, Жарко Масларковски. Добро вечер, Јанко, поштовање. 21 година, стабилни во етерот, баш ми е чест и прв пат вака без брат ми во емисија. Малце Шубаво повеќе. вака да се чуе од тебе, джигерот ми го извадевте кога бевте со брат. Да. Да. Он е Ако, немаме. Чекај се. оса. Од кај да знаеме дека си ти Жарко, а дека не е Дарко? Па побрадава се у последно време, Да? се познаваме, да, он ја тера пократка, јас вака малце. Од кога го сменија името, решив да не се бричам. Не озбилно и ќе остане брадава додека не е уставното име Република Македонија. Така да, Ако ме гледаш дека за атер на жена ми побрзо го вратиме името. не ќе бради, Па не е љубител, да. Ама тоа е. ако ти се смеам, не ти се подсмевам. Ако бе. Шармантен си ми и шармот може да предизвика насмевка. И ако се смеам, од позитива ќе се смеам, Јас не сум дека ти се подсмевам. Од мал сум да се разбереме. ексцентрик. Значи ова е првиот брк. Да ти кажам јавно и на сите, ова е првиот брк. Значи тука никад не сум се бричал. Застанав со бикчето вака 15 години кои излегува тие мексиканските и викам ова да го правам јас секој ден, секој втор ден, викам нека расте. И беше гадно едно 3-4 години, знаеш што? Педро, мустачето. Она, Педро Паскал, онака. Сега не размислив дека ептен кога ќе остарам, ќе немам ништо. Ќе попаѓаат. Избричи брадата, кога се Долчев ќе бидеш. Не. Имам ја едни тука си ги врткам. Ево е најдолгото. Тие ми се исто од 2002 си почнав да ги врткарам. И не ми се овакво. Кадарот, да. Значи, помести го кадарот убаво. си имам своји некои филмови од мало дете, као тој Брк Стар, и овие две врзулчиња што ја сега не сум успел да ги Не направам. сум ни ја за брада, иначе да ти кажам дека како викаш еден другар, без брк нема пољубац. Нема, да. А и плюс мек е овој дека стар. Леле. Не е боцка. Океј. Во меѓувреме, вие прилично се ангажиравте, двајцата браќа, вие кои сте носители на Пука козметика и политички се ангажиравте. Престани да плетеш, да можеме да се фокусираме. Имаме сериозни теми да поразговараме, колку што беше оној преддоговор за твоето гостување. Прво е дека политички се ангажиравте, иако како уметници, музичари, рапери сте многу познати, веќе сте живи легенди, долго децении сте на сцената, но првпат влеговте во политика и преку левица веќе дадовте силна поддршка на партијата, имавте добар успех на локалните избори, ти си во моментов во МКЦ, а брат ти е Брат ми е советник. советник во општина Беше Аеродром. носител на листа, успеавме да направиме најголем скор до сега за левица, 5 советника во Аеродром. Значи Аеродром е црвен, ало,
ја така им викам. И аеродром го има тоа решавачко за Македонија. Значи тука сме сега во моментов 5-5 со СДС, пошто нели они се коалиции и приколици, во општина аеродром има 5 советника на СДС, 5 советника на левица и започна пасокизацијата. Иначе ја и брат ми во својата музика социјално сме се ангажирале. Значи албумот Македонија издаден 2012, доста теми кои што се круцијални за општеството се опфатени во тој албум. И видовме дека преку музика, преку културно действие не можеме да направиме промена. Едноставно кликна во нас со промената на името, значи све се смени, не рчна у жулј, а ние како новолисичани хиподромци по роđење, едноставно таков терти пијаме и еве ти кажав и влечеме корени од диверзанти од Скопје и од Тетово, значи од под дедо и под чичко на мајка ми. И едноставно сме такви луѓе кои што не сакаат да остават да ги пупат за безпари. Тоест за било што. Се скрши нешто у нас, кога видовме дека не млатат со празна слама НАТО, ЕУ, приказни, ова, она, а цело време е позадината на крадење. И едноставно рековме, слушај, ние влегуваме. Опцијата беше левица 2016, веќе одма почна, гледаме млади, алтернативни луѓе, андерграунд да ги наречеме честни вака, од таа перспектива од надвор, кога влеговме, стварно видовме дека е уствари честна борба на луѓе на кои што им е прекипено. Им е доедено преку глава и едноставно лесно се уклопивме. Во моментов во левица аеродромското крило, значи тука сме како една голема фамилија, еден респект сега за нив би пуштил тука до нашето локално раководство, кој што е пред неколку дена, значи во неделата, имавме прва теренска активност како советници. Излеговме на терен и тоа ќе практикуваме секогаш. Значи ние не сме избрани само да се пикнеме таму и да креваме раце и да бамбориме, него идеме на терен. И ти си советник во општина? Не сум советник во општина, ама Ти си Дарко. Жарко. Да. Не знам дека си Жарко, ама прв пат сум на политичка функција, сум во управниот одбор на МКЦ. Така, рековме на почеток дека ти си во МКЦ, а брат ти е во Да, и тамо Советник во влеговме општина Аеродром. затоа што во левица уште Не, знаеш зашто? Затоа што збориш во множина. Брат ти па беше 5 носител, советника се, да. ама не си и ти. Но тоа што е он, вие како браќа Па близнаци... не, било кој од нашата група, од локалното раководство е се едно советник. Ме разбираш, значи Ама не си ти. и целата партија Не, така работи. Дали разбираш дека Не сум, ама енергетски сум. Па тоа зборам, исто говориш како ти да си Па ја би советник. бил малку порадикален да ти кажам и на брат ми доста му замерам. Му викам тамо, немој сега вака така култура. Рапер си, раперски плеска им го. Крај на вашето крадење. Ке им кажеш крај, готово. Заборавете крадење. Има да висите по бандери. Значи Јанко имам една песна тамо напишано. Ак да имам моќта да го вратам времето назад, на првите што им лепеа рацете да им ги сечам на плоштад. Последниот ни да помисли, денеска имавме живот бољи, веруј ми. Ке не молеа да влеземе во ЕУ и НАТО, а денес не лажат дека само тоа ни бил спасот. Значи ова е напишано 2011, 30 години и повеќе, уште некоја, се караат кој помалку крадел. Ако ги приметиш на дебатниве емисии, ама вие повеќе крадевте, па овие ќе дојат на власт, вие многу повеќе крадевте. Дојде левица, дојде народот, крај. Значи сега, во моментов, ние нема да дозволиме еден денар народен да се излее во погрешни џепови и олигархиски. Тоа би бил сметки. голем ресет за Македонија. Конечно да се пресече таа, како да кажам, Значи во моментов, тоа крадењето на државата стана фолклор кај нас, де факто. ама тоа е како гледаш и они не се напаѓаат меѓу нив на тие теми. Они знаат дека тој ќе си отиде,
па друг ќе дојде, значи сега доаѓа друг градоначалник, одма се менува. Лапај ти, па ја нема да те гонам, не ме гони ти, па и наредниот не нема. само што не се гонат, него тие испостави, значи градоначалникот што крадел, него тие испод што мама е баба, значи имаш екскурзија, одговорниот за екскурзии. Чека, па зашто е тој тамо директор во училиштето? Не знае една екскурзија да организира? Па нека не биде директор. Значи имаш ти функција екскурзија, имаш друг за храна, млатење, збориме само о школи и градинки. Каде што ние сакаме да им ставиме стоп. Значи ако не знае да организира екскурзија, нека се тргне, нека дојде некој директор кој што покрај тоа водењето на училиштето ќе знае и екскурзија 1, 2, 3 да направи. Без да тали, значи една екскурзија кошта збориме 3 дена 2400 денара. Така, во реалноста ја наплаќа 3600 и по 20 евра од секое дете делат директорот и екскурзијава. А има деца кои што родители не можат да си дозволат и страдаат ради тоа. Жарко, беше ти на советничката листа? Не, јас бев во град Скопје, јас сум 13-ти. И за пратеник, и за советник, ја 13-ка ќе бидам до крајот на мојот живот. Мене кога ќе ме видите негде влезен, значи има 12 пред мене влезено. Ама ми се свиѓа муабето што збориме за општина Аеродром, пошто Тимчо не можам никако да го домакнам овдека. Како не можеш, па он е пиар градоначалник. Тимчо само пиар прави. Едноставно, дечкото ќе ни го направи штипското сценарио. Значи ќе го земат, еве ВМРО ќе дое на власт, пошто овие па се дамбетереј. Катастрофа од катастрофа сме. Последниве 30 години како се менјаат луѓево, мислам, Како ти партиите. збориш како да си ти стварно пратеник? Не, те молам продолжи, не застануј. Не сум, Ама јас мислам- 13-ти ќе бидам. Јас Не, кога не, ќе ама влезам, ти- значи левица доминира. Да знаеш. Во ред, продолжи. Тимчо Муцунски, освен пиар, не може да се снајде тука и неговиот план е да биде министер за надворешни работи. Тој е ција бройлер, спреман од мал, гмечен ко пластелин, направен, убав, фин, културен, добродушен, Тимче, вака, така, баби, дедовци го сакаат, му мафтаат, ама Тимчо нема капацитет да води општина. Затоа што тоа е домакинска работа и Тимчо, кој ќе стане сега за брзо време министер, ќе се направи штипско сценарио и ќе има повторно локални избори во Аеродром, во кој што верувам дека левица. Што е штипско Е па сценарио? тоа што го направи Не овој знам. Бочварски. Те молам, Беше просветли ме. градоначалник на Штип, Бочварски го стаја министер за транспорт и врски и праја Нови избори избори. во Штип, вонредни, да. Да, среде пандемија. Ете така и го избраа докторот кој што е добар човек, ама исто не се снаоѓа. Значи за градоначалник треба домагин човек. Као Орце, например. Кој Орце? Бе? Орце Ѓорѓиевски. Орце Кисела вода. Георгиевски, кисела вода и он е мутен лик. Не, Па не не се знам. слагам. Не знам, ќе видиме. За Еве другиот сега не се знаеш дека дал зграда до зграда 5 метра растојание? Добро. И нашите од левица одма му згрмеа 5 Дојдов. метра меѓу две згради. Дојде овде на преслушување, многу е подобар од другите. Океј, Абе, ќе го видиме. Ќе го Останува да го видиме. Значи, ја типувам јас на би се него. радувал да работат. Они сега имаат Не, една а ми се партиска свиѓа директива. што им дишете у врат, и тоа онака сериозно опозицијски, и мене ми се допаѓа ова. Знаеш, Не, ние ќе им дишеме на секој. Ние и на левица им дишеме. Значи, ние, левица, самата на своите избрани функционери им дише. Значи, на нас ни е важно веќе по јавните друштва да не се краде. Да не се организираат лешници, бадеми, 8.000 евра. Ало, гладуе народ, бе, шо ви е на вас? Значи, озбилно е дојдена работава на нож, на крај. И сега народот веќе го осеќа, тој овие име страв. Викат, леле, овие за лауфа, ке не. И сега, наскоро очекува и тајната коалиција да се обзнани, ВМРО СДС. Зашто левица, ако земе повеќе од 8-9 пратеника, они ќе мора да влезат у коалиција. Зашто ние, ако влеземе у влада, готово, крај. Дуи лета за Швицарска. Тие не знаат да работат поштено и честно, Јанко. Ние не ги делиме луѓето, на нас ни лепат етикети, ксенофоби, не знам, албанофоби, бугарофоби.
Абе луѓе, ние сме за поштени, за нормално функционирање, честно на една држава. Мухикански, ја што сакам да речам. Значи, некој е марксист, ленинисто. Јас сум мухиканец. Хозе Пепе Мухика е мојот политички идол. Најчестниот политичар у последниве 7000 години. Тоа е овој На Уругвај. На Уругвај, стариот со Volkswagen. Да, Тој се повлече или се уште е? Не, 8 години истера, толку Истера мандат. Да, 2 мандата истера. Тој беше Сака живо да чудо. Тој беше живо Ама- чудо. Ништо не прифати од председателски привилегии, си остана како што му беше претходниот живот, така и го помине Па и како Борислав Крмов отиде у собрание со сметка од автобуси и тие се чуделе како да правдаме ова прв носиш тука у 30 години. Сметка од автобус за патни трошоци. Два правци од Штип, 480 денара и ги носи тамо, таа жената вика, ова прв пат ја гледам, вика Дечки, вако. под 400 евра не работиме овде. Па не, они се научени само да талат, да грабат и више дојде крајот. Значи или ќе се уклучат на нашата честна борба и работа, без разлика од која политичка партија. Значи, верувам дека и таму има некои луѓе кои што не влагаат да мацаат у медот. Не е поентата сега, ајде да начекаме државното се и да се изналапаме и супер, топ сме. Поентата е дај да ја оправиме државата. Ние сме мала држава и може да се средиме и ова го зборат више 30 години. Абе ние сме мала држава, како Словенија била нас. Па не крадат бе тамо толку. Пробално и украде, го стрпа у затвор. Кај нас никој не лежи, бегаат по гепеци, бегаат, плаќаат, значи од мекици 50.000 евра бе Јанко. И тоа јавно, ладно си го каже овој прв човек на Зајко. Па ја од мекици. Па вика, ние грешни луѓе викаме на мекици бе. Ние им ги потрошивме на децата парите од родендени. Значи до тамо дојде. Нема, ајде од децава ќе им вратиме. Ајде утре. Не, Кажувам на страшно беше моите, изјава. моите ми Страшна вика, изјава од заштеди од деца. им кажувам на моите, абе им ги потрошив на децава од родендени, нешто кнап дојде да се плати ово она. Па и ние на вас ви ги потрошивме. Ете таа приколицата е вика од вашите родендени, од Мештре се креветчињата, од нешто сме купиле, вика нешто сме ви изеле, вика тоа е. А овој 50.000 евра од мекици, мртав ладен излага од суд, вика, па моите деца мекици, родендени нешто, 50.000 евра сум собрал. А луѓе чекаат, автобуси каснат, да стигнат на работа со точак на снег. Сега е клучна шанса, ако се покаже дека домаќински и стварно честно се работи во општините, да се добијат избори. Мислам како никогаш фокусот веќе, мислам дека цела на онаа еуфорија, прво беше нели Груевистичката ВМРО, каде што беше тоа монолитно, се знае, не сме да се мрдне, потоа дојде шарената револуција, ти беше дел од нив, нели, ќе направиме голем. Ја шарена револуција ги поддржав студентите. Јас тргнав кога го утепаа детево, бев на Баскерфест. Се извинувам. Не, нема врска да си кажеме. Значи, сакам само да ја довршам реченицата слободно вака. Потоа нели таа енергија и која мислеа дека ќе направат една позитивна промена и тоа не да падна, него љосна и станаа дабетер против оние кои се бореа. Јас знаеш кога го видов тоа? И кога и сега со овие локални избори, кога овие беа шокирани како тоа НАТО не поддржува, народ не гласа. Токму поради оние работи, нели, нечесно работење и мртви, ладни, крадење у очите, гледам мекици. Сакам да кажам дека сега народов буквално прв пат мислам дека е фокусиран со ококорени очи. И прв пат не размислува партиски, туку размислува, чекај, Дарко или Жарко? Ќе размислам ја дали или Дарко или Жарко, ти ќе видам. Не е само што ќе ми каже кај Јанко што ќе изеде бурек, него ќе видиме и што ќе направи. Мислам дека сега, ако некој сака да влезе во парламент и да стане власт, ќе мора да се покаже сега на бидејќи сега се добиваат изборите, не се добиваат кога ќе почне кампањата. ВМРО ДПМН имаат сега некоја стратегија на честност нешто, ама мислам дека тие се гладни кучиња научени на цицање на државна цицка.
можеби не градоначалниците, тие испод нив, треба да пазат кој е одоздола. Тоа си во право. Зашто не се бркаат, еве нашиве советници сега дека бараат ревизии? Ама не све е по закон. Па да бе, они по закон не крадат. Дај да ги смениме законите. Така е. Ама он направил по закон, све по пропис, не можеш да го фатиш. А изнесена е општината, изнесена е државата. Цела приватизација е законски направена. Да, законски. Ама работата Се беше наше и ваше. Работата е направи ревизија ти на тој закон па да ги гониш после до седмо колено, затоа што луѓе изгинаа бе. Збориме за масакар на стотици илјади луѓе кои Јанко, отидоа пред време. јас зборам за малце подалечно време, извини. Не, затоа што сум бил жив сведок. Јас сум го осетил тоа и сега ќе ти го илустрирам. Зашто сум емпатичен и нема да го заборавам тоа никој пат. И затоа сум во политика. Идеме на екскурзија. Родители, значи мене не Само треба да да ми го проповедаш. Не ти проповедам. Затоа што изгубив двајца родители, токму поради тоа. Оти ги Сигурно, гледав да, како трулеја. Затоа што јас сум дете воспитано кога стариот ми викаше: "Потпишеш ли бариран, не да украдеш, не да украдеш, потпишеш ли бариран чек, раката ќе ти ја исечам." Точно. Тие се честните луѓе кои што се 90% тука. И кога виде што се случува, само вака, потона колабираше сам во себе. Да. Сега слушај, приказнава ја како сум ръчна. Идеме на екскурзија 4 или 5 оделение. Другарче на кој што двајцата родители му беа у железара, доаѓа со ранец и не сакајќи ја да му го отворам ранецот, внатре весници, Јанко. Весници. За да него му се смеат децата дека нема смоки, сок, чоколадо. И нормално поделивме све, и цел живот сме делеле, и тоа е левичарство, солидарност, делење. Од тогаш јас вака као со нож сум ргнат и сум рекол: овие неправди, има да ги исправам, па последно нека биде. Зашто деца страдаат. Имало периоди кога дома да се живи и здрави моите пензионери ми носеле млеко, за да имаат моите деца да пијат млеко. А такви се случаеви многу, кај што деца ни гладуваат, а по другата страна гледаш некој во негини знамја сега коливе, BMW, MMV, Мерцедес, джипови што гълтаат 20 литра на 100 километра, се куропецаат по градов, ко шерифи паркираат кај ќе стигнат, прават сметки од 10.000 денари, со кој една фамилија преживува. Јас сум 4 члено семејство и јас живеам со 10.000 денари месечно. У тие ми се 6.000 сметки за режија и со 4.000, значи 1000 неделно купувам храна од камп што го затворија, од стокомак, така. Децата да имаат да јадат, ја и жена ми сме делеле ово она. Се не ме гледај ваков, ова е пост пакетче епизода, многу пакетче не се собра. Не, само едно да ти кажам. Го изедов. За да тој британско истражување уште пред 30-40 години. Колку е класата пониска, толку се луѓето поддебели. Затоа што храната која конзумираат е нездрава. На леп. Човек на леп не може да ослаби. Знаеш, кога ќе ги видиш убави, згодни, тоа е на кавијар, тоа е на шампањче, тоа е на стекче. Јадеме здраво за тоа што знаеме да сготвиме, така. Сега оризот е вајда кочански, да, манџата не вади, ама со многу леп. Све е тоа леп. Со све многу тоа леп. леп и брашно. На тоа живееме. Јас многу благо се навлегов, имам sleep eating disorder, се будам навечер и пакетчињава на децава, сега им ги заврши, значи Добре што си добија признаваш. многу, да, од пакетчиња и од газирано сум во оваа форма. Жарко, Иначе, сакам да ти кажам, ме жгнуе у срце кога слушам некои приказни и ние сме као левица доста солидарни, помагаме, значи не се сликаме, не се фалиме, нема ние да однесеме пакет храна негде кај некоја фамилија или да платиме сметки и да се сликнеме, да правиме шарада. Значи, социјалната правда не се мора да се задоволи. Јас сум, слушајте мене малце, не се правите најпаметни у свет, слушајте малце совет од некој. Не сум ја најпаметен, километражата имам. Значи, вашиот пример. Замисли колку луѓе има како тебе гневни, кој вика не мрдам ништо, не сакам бре, овде се краде. И одеднаш ќе го види Жарко и Дарко ќе ги види помагаат.
а ве сака, ве почитува. И ќе инспирирате луѓе. Затоа добрите дела треба да се покажат и да се пофалат. Затоа сум јас тука. Абе, Јанко, сега имав еден случај брзо. Дали ме разбираш? Дали Да, ме да, разбираш? да. Тоа треба Те да го разбирам, напратите и прати ми. Да Злобно покажам. стана општеството, стана злобно. Тоа е девојче што? 16 годишно. Знаеш што ќе и направат да се дознае кој е? Знаеш ли што ќе и направат? Тоа А дојдоа со мајката, 3 дена не сме јаделе. не се сеќавам. Јас полудев. Сум купувал машини за перење, скоро однесов, не смеев да кажам, Ама не не си се смеев да сликал, така? Не Па смеев, тоа е. не смеев, затоа што се работи фамилија, чија девојче средношколка фати вошки. И сега замисли да го сликам тоа, да го покажам и да им кажам. Нели, убав пример, Ќе инспирираш, ќе да, инспирирам ама и све. ќе направиш проблем. Ама знаеш како? Плачеше таткото. Молим те, вика, ќе ти отплаќам цел живот, вика, од социјалната да, па и ќе Ништо, отплати. вика, само немој да објавуваш. И не објавив. Ќе отплати, се понудија 8-9 фирми женава да се вработи. Веќе почна да работи, значи сакам да ти кажам, Значи, такви трагедии има. Па има, Овдека тешко живееме. се случуваат. Тоа е тешко живееме. и не знаеш како да постапиш. Сваќаш, замисли што значи за едно девојче, средношколка, тинеџер, да се дознае, бидејќи она се труди у животот да се овако. сите петки, ти бе. си имала, исти случај. Со сите Вошки петки. да фати, бе, вошки. Зошто? Зошто немале машина за перење. И ја Значи- видов машината за перење, тоа не изгледа на машина, тоа изгледа на тенк разнесен на руско-украински фронт. Тоа изгледаш. До толку бедни луѓето. А македонци, христијани. Па не е битно што се. Ние не ги делиме луѓето, ние само ги делиме на добри и лоши, и богати и сиромашни. И крајот е Случајно тука. низ црква ги сретнав. Тоа е. И сега како да го објавиш тоа девојче? Тоа девојче е спремно што се вика, не можеш ти да им објасниш, нема срам. Многу тежок, многу тешка, Па овај затоа човек сме мора да биде затоа сме внимателен. во политика, затоа сме влезени и конечно ишала честни луѓе, вистински луѓе на кои што не им стало функции и мункции. 36.000 евра за кафани дадени. За а за Кафани вода у додени. Министерство на култура и кафиња, тамо колку беа 600.000 Мислам, денари. аздисано. Имаше една, ја не смеам да бидам безобразниот, ти си гост. Абе, Вика, со крај е тоа. ненајаден и ненасексан народ држава не се прави. Овие бре ненајадени, овие као гладни да тоаѓаат човече. Чекај, значи, кој е наситот? Кој е наситот? Колку ќе украдеш, колку ќе однесеш? Има една илустрација се врти по Facebook, има на народни приказни, тој кој тргна со златото, со кондурите и кој му седна у рајот си, добар си бил, ама еден муфлосан леп ќе јадеш цел живот у рајот. Значи, нашата агенда која е? Нас не обвинуваат, вие само влеговте у десничари, еве, ние дека сме се бореле за Македонија, сме биле националисти. Ние се бориме за социјална правда, правда на работниците. Се бориме за тие што немаат. Се бориме за олигарсите и овие клиентелисти. Против олигарците. Не, за овие клиентелисти и олигарси еден ден да го платат тој данок на луксус. Те разбирам. Па не може бе 200 стана имаш бе комшо, кој да си градоначалник. И плаќаме исто данок, ја 1200 денара и ти 1200 денара. Па ти заработуваш, не знам, 1.000.000 денари месечно и плаќаш исти данок кој и ја. Па тие развиени земји се крстите у Европска Унија. Бе, зашто не примаат, бе, Јанко, знаеш ли? Не знам што е твојата теза. Па мојата теза е зашто сме криминални, имаме криминални водачи, апаши. Затоа што во голем дел од територијата на Република Македонија не важат закони. Значи нема еднаквост во закони, плаќање сметки, струи, режии. Ти иди, најди фискална да не искуца некој од нашата страна, да речеме, и нивната страна, не е битно, јас ги почитувам, зашто имаат муда, зашто се држат и зашто ќе скокне цело село и ќе ги крене на клоци. Ние кога ќе почнеме да креваме на клоци така,
тогаш ќе не биде као народ. Зошто многу е лесно да проповедаш и да кажуваш, а многу малку на дело да покажуваш. Ние сме обратно. Ние на дело, а помалце ќе збориме и ќе се перчиме, ама за тоа, пример, советниците на општина Аеродром тргнуваат од минатата недела, секоја недела, секое мало. Дојдете, кажете кои се проблемите. Ние ќе ги пренесеме и ќе бараме заеднички решенија. Така ќе прават и сите советници на левица во било кој општини, во сите кај што имаме освоено. Така ќе прават советниците во град Скопје, нашите другари. Значи, едноставно близината до народот. Па ние посем се дичаме премиерот на Шведска идел со точак и ќе го споделуваат 2000-3000 души. Па нормално, чекала воз министерката у Данска. Па нормално, нормални луѓе се. Не се оптеретени со марки, со не знам, тие битни работи, iPhone кој излезе сега, 15-ка, 16-ка, не ги пратам. 20-ка. 20-ка. Се шалам. Ама тоа се пренесува на децата, тој TikTok, тие мрежи. Јас пример дома кај мене е тоа забрането, ама знам еден ден ќе пораснат и уште од сега ги тренирам, им кажувам за Бабилон и лошите чичковци и тетки од Бабилон, кои што се тука да го срушат со човечанството и дека треба материјално да не се гледа, да се помага, да се солидаризираш, да не се надсмеваш на некој што нема. Мене ме жгало, ти викам, секој пат кога ќе сум видел неправда, собира од континер, издрпан некој у автобус, баба што продава цвекиња за 100 денара да собере, мене тоа вака ме жгало. И сигурно сите. Ама едноставно има луѓе кои што ги интересира само своето, само својот гс. Јас да се нафатирам па посам. Абе слушај, ако не ја оправиме работава, ако не можеме да ја оправиме, вие ќе дознаете први, јас кога ќе отидам овци, кози да си чувам, да си садам ганџа, негде у некоја планина и да се дефљосам од цивилизација. А за да не се случи тоа, влезени сме во борба против Вавилон, против аждајата. И сега на нив им е страв, не можат да те купат. Знаеш колку е тоа тешко? Кога против тебе до сега 32 години си можел да пушташ, да подмитуваш, и сега спроти тебе имаш луѓе кои што не можеш да ги купиш? Они велат дека секој човек има своја цена. Нема цена. Нема цена. Јас сум идеалист, малку сум луд. Ама нема цена. И јас сум спремен на било кој од левица се огреши и цапне у нивните матни ствари, јас да му пресудам. И да лежам после. Со мирна совест и често суд ќе кажам, ќе му пресудам. Сум им кажал на сите што добија функција. Јас ќе ви пресудам. Никој друг. Значи, луѓе, дај се влеговме во ова all-in, да ја оправиме работата, да тргне нагоре, да нема више ке политика. Кај нас во партија нема ке. Има да мора да треба да. Ке се изнаслушавме 30 години ке. Многу ке имаше. Многу ке. Нема више ке. Значи, ако сакаме да направиме промена, ќе си тргнеме од себе си. Ќе си тргнеме од себе, ќе си гледаме кај нас, значи умало да ги решаваме работите, ќе си тргнеме по сам градот да го решиме, пак идеме регионално. Што ни треба? Туризам, екологија, марихуана, национални интереси и Што викаш, нафта немаме, али ако можеме паметно да изиграме со марихуанава, можеме да бидеме цареви. Мора да не спаси. Значи, бевме на една јавна дебата, која што не беше толку јавна, и Филип дозна, не покани, отидовме ја брат ми Филип, Улете и Јанаки, и таа тетката тамо, на Венко лево сметало, да, излезете, избркајте ги ово, чекај бе јавна, не е јавна за овие бизнисмени, бе, чекај бе, пациенти имаш. Имаш една Швајцарија, човече, сади кој стигне, и тоа збориме CBD. Кај нас од 2016, еве сега ги повикувам сите, да си најдете CBD и да си садите слободно. Па после направите си улје, направите си раџо ганџа. Раџо ганџа е илјач, едно капаче, туфки натепани у бела ракија, едно капаче од сабајле, све гори. Не корона, морона, све. Сида ти даваат, пиеш едно капаче, ја ништиш. Значи, озбилно ти кажувам. И покрај тоа што имаме полиња и све, сега се спремаат овие ненормални да ги шитнат пак на олигарси,
пак да биде цела земја на 5 чорбаджи, тоа што се бореле Гоце, Јане и другите предци наши. Значи, тоа било едно село, еден чорбаджија, еден поп, и они тројца живеа топ, другиве им се аргади, чифликджи, им работат. Ми се свиѓа што забегавме со Муаветов, ама бидејќи го тераме од локално и ми се допаѓа овој концепт, се надам дека и ти, брат, ти ќе бидете Филип, може би околу законот која ќе дојде, па да не биде само он, ќе ве поканам и вас, бидејќи сте доста навлезено, па и ако треба и Јанаки ќе го викнам и така натаму. Ќе направиме една трибина тука јавно. Нема проблем овдека, и наргиле ќе извадиме. Да, ние се спремаме да го направиме понародски. Најконтроверзно во овој момент е во врска со левица, а ти ако не сакаш за ова, огради се и тоа е многу джентлменски. Тоа е сеопштата поддршка која ја добива Украина сега поради инвазијата која се случи од Русија, а левица отворено застана на страната на Русија. И како отворено, кај си извинувам? Извини, ајде. Се извинувам. Значи ја да кажам, па ти негиреме после. Застана на страна дека е ова борба против фашизмот и даде поддршка за тоа. Ете, јас така ги испрецепирав некои работи, повели ти искажи се. Значи левица не даде поддршка на Русија, едноставно левица ја боли што блиски братски народи, а и било кој. Левица е пацифистичка, значи партија која што е строго против војна, затоа сме и анти-НАТО, зашто сме против војни. Значи ние само кажавме дека е малце лицемерно да се заборава на Јемен, Палестина, Сомалија. Што се сите за Украина се потресовме последниве 20 дена, а у Украина има војна од 2014 година. Во право си, ќе се оградам од она што го кажав, значи не од име на левица, него некои членови на левица со некои нивни реченици објави по социјалните мрежи се добие таков печаток. Па тоа го иначе официјално да, левица не го фризираат, го фризираат. Еве што да ти кажам за левица друго. До сега политичариве дудлаат таму по амбасади. Коленича. Левица е единствена партија која што амбасадорот ве вика нека дое у собрание. Така, до сега словенскиот, словачкиот и 2 пати рускиот амбасадор имаат дојдено кај нашите пратеници. Тоа одма една друга перспектива, една друга политика. Значи, нормално побарал средба, они го удостоиле. Многу е тешка таа војна тамо, нацификација има во Украина. Значи, тоа е од 2014, значи, збориме повеќе од 14.000 жртви има тој регион тамо. Донбас. Да, Донец и Луганск. Добро. Едноставно боли кога нашите, да речеме, ДНК браќа, славјани, или јас сакам да кажам македонци се тоа, по моје размислување. Значи, не сме дошле ние од Карпатите, него од тука избегале кога дошле римјаните, и македонецот што не можел да ги трпи римјаните, почнал да се качува нагоре. И се измешал малце со скандинавциве, со Рус ги викале, нели, тие што... Коњицата на кога се распаѓа Македонското царство на Александар, таму се само коњицата, тоа се многу луѓе. И гледај сега како го вртат овие. Добро. Доаѓањето на словените во крајот на 5-тиот и 6-тиот век. Значи тоа ако немало интернет, се чуло дека Рим се распаѓа 476 година. Рим паѓа. И не е тоа, и овие си викаат идеме дома. Ние сме славните, славјаните се славни. Кои се славни? Македонците. И да не сум право, нека ме судат, ама јас така мислам. Некој пат во ДНК-то, во кодот осеќам некои работи. Без да ги читам, без да ги анализирам, едноставно ете така и од кај па вие сеа левичари? Викам, од природа бе човек. Значи не сме индоктринирани, сега читам, се дообразувам и гледам дека уствари јас сум полевичар од Карл Маркс. Тие работи што он ги пишува,
Јас ги живеам без да ги прочитам. Абе, другар, ја да ти дам да прочиташ Свети Јован Лествичник и уште неколку светители од христијанска црква, знам дека си атеиста. Не сум ти да атеист. видиш, се извинувам, не смеем вака да кажам, но да видиш ти што е левичарство во христијанство, какви левичари ги има, радикални човече, тоа е. Не, ова како позитивно. Јас не сум атеист, јас верувам. Се извинувам, немој да ме традиционално се сум, не се правдам, сакам да ти кажам, традиционално по фамилија сум православен, но едноставно не можев да ги проголтам тие кнедли на богатиот свештенички клир тука. Чест и част имам и другари, попови, монаси, монаштвото го поштуjem. Значи збориме вистинско, кога ќе идам у манастир, пример, Никодим беше у Зрзе пред да отиде за Австралија, пошто он е нели бивши рапер. Скелеску сказ, чиста околина. Не знам он кај отиде. Јас сум отиде за Австралија. Металецов исто за Австралија. И сакам да ти кажам, тој мир, да, таа енергија некоја, значи, ја чувствувам ја Божјата сила и енергија и правда, ама едноставно да не одиме таму, имаме актуелни теми кои треба да ги разговараме и ја ти благодарам што си инспиративен, вака убаво даде еден шлагворд. Ја не очекував дека ќе збориш во име на левица, но кажа многу убави работи и прилично позитивно. А ми се допадна што влезе како пратеник збориш, бидејќи само да им објаснам на гледачите зошто ја толку ми е шармантен мене Жарко, бидејќи он и Дарко се близнаци, а ја познавам неколку близнаци во животот и да ви кажам дека ако некогаш сакате да проучувате телепатија, сакате да проучувате надприродно, тоа само слушајте кога се кажуваат близнаци, значи кога кажуваат за себе. Голема врска. Значи еден мисли, другиот го изговори. Тоа е да се ежиш просто. Така што, гледате, Жарко збори во негово име и тоа што неговиот брат го доживува и го прави, исто го чувствува како он да е таму. Инаку, нели, ја не би можел за брат ми, кој да не е или некој близок да зборам. Он е пратеник го него, но ти збори за тоа. Он е у Централен комитет на Левица, а јас сум присутен тамо, зимам збор, некој пати гласам. Ти си нешто као ќосето тамо. Па не сум као ќосето. Па ти рече дека ќе им пресудуваш, мислам, ќосето така. Доживеа. Ај пушташ брада, гледа, избричи ја брадата, покри да ќосе ќе бидеш. Не ја бричам брадата, дур нема Македонија во уставно име. Тоа ми е даден аманет, завет. Значи ја избричив, се зезнав, ми излажа жена ми пушти фора. На корона се лепела на брада, пред 2 години тоа кога не затвара. Се избричив. И баш брат ми најстариот, имам уште еден брат ми ја постираше сликата сега пред некој време. Тројца браќа сте? Тројца сме, да. Постар брат? Постар брат, да, 6,5 години постар, он не заеба со рап, има една песна, фала брат што не заеба со рап. Он е економист, трговија, тие ми ти работи. Успешен бизнисмен, да речеме. Па не е успешен, преживуваме. Купи продај, купи ден помини. Али ве заеба вие рапери да станете. Да, донесе касета 88 87 NWA, Public Enemy, уште направи Белја Барт Симпсон, ние бевме тогаш на Симпсонови, имаше он е бизнисмен од мал, има видеотека отворена у Приколица у 89 у Хиподром. И издаваше видеокасети и Барт Симпсон 4 песни рапни ги пушти и тука толку фали на деца и до ден денес рап и реги. Уживам. Кажи ми, ти влезе во одборот на МКЦ. Управен одбор на МКЦ. Што се случува таму? Кој е директор сега си? Сега е Ванчо. Добро. Ванчо беше технички директор последниот 10-15 години. Е човек оперативец, go-to, многу се радувам што е он вршител на должност. Ја лично се познавам со сите претходни двајца, значи Златко и Русе, исто добро тера, сега Русе нешто го местат, ќе свири некој клавирче за подпишување без везе. Ке видиме. Ванчо е еден човек кој што, пример, кога никој не може да ти заврши у МКЦ, Ванчо можел.
и е супер што е он ВД директор, иначе годинава е 50 години МКЦ. И баш сум почестен што е во оваа ера, јас сум во управниот одбор. Ние во Левица секој пат идеме на тој меридит систем. Значи гледаме луѓе кои што се подобни, кои што би допринеле за институцијата да се на тие места. Значи ние имаме се и неколку директори во град Скопје, у библиотеката ни е писател предложен. Во патишта ни е човек кој што работи тоа, кој што работел цел живот. Во музеј на современа ни е уметник. Значи не ставаме ние земјоделец како овие што тера до сега. Институциите треба менаџирање, не им треба, мислам, треба добро некој е што ќе го влезе разбере, со но и срце, треба со душа. Не, све е тоа окей, ама треба да го знаеш како се менаџира, тоа бара многу. Па имаме помош, имаме група која што работи на тие, значи сме Што се, спремни. значи кога ќе бидат отприлика централни прослави, нешто спремате Па програма се некоја? спрема, да, тоа Ванчо ќе ти го организирам да ти дојде на гости подетално да ти ги каже тие работи. Ме држи за збор. Да, го подцртувам ова бидејќи јавно го Да, кажа. готово. Сигурно би сакал да дојде да каже, се спрема монографија, Добре дојде. книга, Браво. ке има неколку, значи во теков на година веќе се започнати некои моменти, ке има неколку прослави, ке има една централна сега што не знам дали да откријам или да остане да си каже он. Бидејќи градскиот оркестар е под МКЦ, па ќе има една јака парада со сите музичари, па ќе биде интересно. Е сега што направивме ние од кога влеговме, значи новиот состав? Нешто што предложив и го прифатија и другите во управниот одбор и директорот е отварање социјално на МКЦ. Што е тоа? Тоа е луѓе со ниски примања, самохрани родители, значи луѓе кои што не можат да си дозволат да добиваат карти за кино Милениум, за представи во МКЦ, за концерти, значи социјално отварање. Зборевме за овие луѓето во старечки домови кои што се заборавени од сите, значи колку би значило на нив една карта да им се додели у месецот, 2 пати у месецот. Ја ги носам децава често во кино Милениум, да не речам преку 2 викенда као се менјаат цртаните. Така ги носам и ми се случувало и само ние тројца да сме у салата и уште 2 деца. Иде филмот, иде трошокот. Не е проблем. И сега МКЦ во склоп на овие 50 години и понатаму ќе си продолжи, значи самохрани родители, луѓе со ниски примања, социјални случаи, деца без родители. Тоа значи пола Македонија, како ќе ги имате некој концепт како ќе ги определите? Па тука е малце сега сме на овакво, зашто кај нас знаеш социјална помош прима оној што има. И јас се понудив, пошто и стварно институцијата е со 46 вработени, малце тешко и у таа баш правна служба е 20 луѓе се, многу ќе им дојде, јас се понудив дека ние како управен одбор можеме да направиме, па дури да волонтираат млади луѓе, кои што би ги прегледувале тие, знаеш, као некоја картичка да биде, да се издаде некоја картичка, која што не чини многу пари, со слика, име, презиме, печат од МКЦ, си иде на билетара, му дава 2 карти, си гледа филм, си гледа представа. Знаеш, малце институцијата да си го вратило на, знаеш, скопска институција за Скопје. Следно што направивме, што ми е прифатено е гарант платец воведуваме. Гарант платец. Да. Се случува да потпишуваат институции договори, пример за изнајмување на простор. Добро. Со некоја фирма. Таа фирма не плаќа 2 години и после таа фирма се затвара, институцијата брада. Од сега па натаму фирма таа и таа доел со име и презиме гарант платец. Ај нека ја затвори, името и презимето со лична карта одговара. Жирант? Не жирант, гарант платец. Па жирант. Јас сум го потпишал тоа, неколку Ако пати некој сум не го организирал. да, не сум Значи знаел јас дека сум го доживел, кај што фирмата сака да се осигура. Правам фестивал, пивара ми дава 600.000 денари роба и ми вика со гарант платец, фирма Токсикологија Music Doyle, со гарант платец, Масларковски Жарко. Ја тогаш викам, види колку паметно.
Не сум знаел за овој модел. Малце да ги заштитиме институциите, значи. Тие се наши. Не може кој како дојде овој го штити, овој е на овој дете, овој е на овој. Го слушаше Перо Камиказа што кажуваше последното негово Да, гостување? го следам. И он у лавовски борби е влезен више подолго време. Пукнат му е филм и мене ми се допаѓа што влага Дон Кихотовски со ова и конечно, знаеш, некој покажа, ја мислев дека после 2017 никој нема да има кохоњес да се спротистави, бидејќи толку ароганцијата беше голема, толку беше замаецот нивни голем, нели? НАТО е позади нас, авиони летаат, никој не смее да не Меркел не штити. Меркел не штити, ама Внуци сме. у октомври се случи револуција. Така да малецка, али у смисла се охрабри народот и затоа велам, ве гледа што правите. Убав си ти интересен што кога збориш. Гледам лајкови добиваш и така натаму лајв стримов но гледаат што правиш. Сваќаш, не паѓаат више Ако мене ќе ме видат и за 10 години пак, јас ти викам Так. 13 ќе бидам на листа у град Скопје. цел живот. Ќе влезат 12 пред мене, ќе влезам јас таму. Во парламент или во совет, не е важно. Пак ќе ме видат на улица. Јас пак ќе пијам пиво со другарите на клупа. Јас пак ќе идам со секој, ќе се поздравам. Пак кога ќе видам тетка натоварена, ќе скокнам да ги земам торбите, да ја помогнам. Зашто они губат свест со реалноста и тука се лизгаат. Значи, збориме врхушката, па тие испод, па тие трети ешалон, четврти ешалон и сите тие дурцицаат и административци за некоја плата што не може да скрпат крај со крај. Ја стварно не знам како тоа може. Еве, кога дури убеден сум, дури и левица да ја добие апсолутната власт во држава, значи она ќе мора да стане многу голема и ќе има прв, втор, трет ешалон. И стварно главата може да биде перфектна. И јас сум гледал партии каде што главата окей, даеш врхушката, али многу си во право. Како се спушта подоле, тоа бе, брате, шерифи, тоа е мангупарија, тоа е... Не знаеш кои су. Не знам како тој систем Шамараат полиција. ти текнува, ама не знам како се воспоставува, вајда е тоа менталитет и тоа треба Сега да ќе ти биде кажам. упорен. Како се воспоставува се подоле и подоле да имаш контрол. Не можеш да го контролираш, тоа е веќе Сега ќе ти улица. кажам, тоа е од непочитување. Во социјализмот имаше почитување. Ама не го враќаш ти тоа. Мајстор Чира, како Не, не го ти- враќам, ние се бориме за нов социјализам. Како да не го враќам? На кој Значи- ќе му пречи ако ЕВН е македонска? Ако е водата македонска, струјата македонска, земјата македонска, ганџата што ќе ја садиме е македонска. Државата има бенефит. Не јас да правам бизнис, оној да прави бизнис. 51% е на државата. Со 49% сакаш продај ги, сакаш направи си улје, сакаш донирај ги што сакаш. Значи, дај малку социјалистички да гледаме. Мајстор Чира, у ФАС, имал 4-та плата по ред. Имал над него 20 луѓе по хиерархија со помала плата. Ама тој бил мајсторот што го правил автобусот. И се ценел. Сега мајсторот има 18.000, секој работник ја носи фирмата, бе Јанко, вие ја носите телевизијата. Така. Јас ја носам што и да работам. Фриленс, ама нема врска. Пробуjem сега да монтираме нешто, да се преживее. Значи, работникот кога ќе почне да се цени и кога све ќе биде државно, збориме некој лабав кинески социјализам, рецимо. Ти даваме да работиш до 49%, 57% сме ние, државата. Шведски модел, макар, крајно. И што се случи, што сакав да ти кажам? Олигарсите, така? Не прибираат, зимаат со наши пари, купуваат во нивно име и почнува да се расипува општеството. Краде директорот, крадат шефовите, чистачката краде тоалетна. Не расипа, не уништија. Ти точак, 6 точака ми украдаа за 3 години. Ја ги купувам по 50 евра од ченто од ондека, значи не купувам скупи. Ке го продае 500, па дај ке ти давам 500, не ми го кради. Значи имам сентиментална, некој пат сум врзан. Рок Лјубљани ги купувам од Бувљак, ке му давам на Сем од Мичурин да го поздравам. Ке ми го стегне,
за 3 месеца ќе ми го здиплат. И ќе одпродае за 500 денара. Па јас ќе ти давам 500, остај ми го. Имав поклон од другар. Од бац точакот го имав, бац шахистот. Лесна му земја. На лице татко му, ми го дава, ми го поклонува, седи со дупнати гуми без педали. На другар го поземив, го прееба, нема врска. Ни заклучени, ништо не го пипаат. Они сака да го украдат и да го јавнат да избегаат со него. Го поправив, му стави 1200 динара, гуми, педали, ова, она. Го заклучив го и секоја тоа. Ида му полиција, они викаат, овој пак ќе вика Македонија. Не викам, точакот ми го украдаа. Зашо полиција викаат овој пак ќе вика Македонија? Идев у Мојава да ги поздравам, која камера? До ПС аеродром поздрав Македонија! И ми идев брат да не се расправам со жена ми. Кога го смени името, тешко ми беше. Имам неколку судски дела. Утре сум на судење за носење на македонското знаме на собствен грб. И утре е последното, крајното. Ми сменија судика. Тоа е обвинението? 11. Како истакнување, уништување или истакнување на знаме или грб кој не содржи обележја предвидени со закон. И тој полицаец кој што го констатира е уствари Трајко Аљкав од Новолисиче, семе му ева. Тера некој друг Марко Марио да се потпише, кој што не доаѓа на судење тој Марко Марио. И вака е врзана работава. Имам добар адвокат, да го поздравам, драги стари Пешевски, утре стари се гледаме да ја решиме таа работа. Ја и реков на судиката. Мене ако ме осудиш, Вака, сите ќе ги осудиш. заради пцовките и кога спомнуваше, уствари Семка, шо? Немој, морам да се оградам. Добро. Заради совест, заради дифузија и така натаму. Извинете, рапер сум пцуја. Ама тука ме жегна, ме разбираш, за знаме носење, Вардар титула славиме, викаме се, радуеме, такви знамиња 20.000. Вечерта Вардар втор пат шампион станува. Сонцето од Кутлеш. Да, Добро? сонцето од Кутлеш, првото наше знаме. Судика ми вика, ја од кај да знам дека е тоа. Поикам уште ми у пролече бе, у полициска и си го сакам назад. Од 90-та е у моја фамилија тоа знаме. И ако ме осудиш и викам, си ги осудила сите и вас ве спомнав. Имаш телевизија Сонце, викам со тој знак. Имаш, викам, цели села, имаш дома, има амблеми у кола. Викам, мене ако ме осудиш, правиш правен преседан кој што ќе треба вие да менјате лого. Прекршок. Ја фативме туку утесно, она ќе сака со опомена да поминеме, така сакаше и предходната судика. На 6-тото рочиште вика, дечки, ајде со опомена да поминеме. Ја на адвокатот ми правам вака и драги Пешевски вика, не, судике, сакаме да знаеме, да дојде полицајецот што го констатирал, дали е прекршок или не е. Добро, ја менјаат судикава, ништо поврзано, мислам, си иде у друг оддел, малолетнички криминал, ме ставаат кај судика од ДУИ. Такво нешто не сум видел. Значи, жената не личи на судика, не се однесува како судика. Јас сум бил барем по судови од последнија години. Знам кој е однесува. Џони, ако вака продужиш, ти утре нема да се вратиш и ми идеш у Бајбакана. Не, бе, зашто? Тоа е прекршочно. Имам кривично, после сме на 9 мај. Ова е прекршачно. Ова е прекршочно, А што е прекршок е. кривичното? Кривичното е, ја и брат ми, Рамбо и Роки, кога го смени името 11 јануари, сме скршиле од ќутек 2-метрови џандари спремни. Сте ги Ти тепали. веруваш, сме ги згазиле од ќутек. А така ве пријавиле дека сте ги изгазили од ќутек? Тие не собраа без везе, ме нападнаа, ме уапсија за џабе и за да се извадат после, по пут се тепале, се мавале, тој што сликаше близок на брат ми постарија, вика, овие имаат некои повреди. Кои имаат повреди? Џандари. Абе, ја не сум опцул, Јанко, ти знаеш, ја се дерев тамо Како не си опцу, 10 пати опцу од емисија. 30, ама полицаец. Ги почитувам како, пошто Така. живеам у џандарски влез. Значи, мене у влезот ми се полицајци. И предходно, значи, јас ги почитувам дека тие работат за мене. To serve and protect. Да служат и да чуваат. И да штита. Ти тента кога ме уапсија, ја им бев капиџија. Тој капиџијата фати кривина, доаѓаат коли у собрание, ја тргам капија, ово, она, па им забранив после. Викам, нека си го викнат овие деца што беа.
Брат ми и други вика војводата забрани, вика не смееме да ви тргаме рампа. Викам осте нека си работат се. Ги маваа со снег, ги молам, не ги мавајте, наши деца се. Значи, едни од Манчестер капа, едни од Челси, едни од чизми, едни од кондури, едни од тренерка, едни од панталона. Кршни е полицијава. И не сум имал никад ништо против. И како изрипа овие, за џабе ми нарипа, ме испуапсија, сега на суд двајца, тројца сведоче, уште тројца, четворица треба они да си кажат, па ние одбраната ја спремаме, тоа е кривично дело, напад на службено лице, брат ми од снимање, пошто близначката работа, не се пуштавме, брат, не може да не оддела. Кажете зашто го носите и каде. Ке ти кажеме друг пат. Вака се фативме, се скопчавме, не може да не отргнат. Брат ми со мене, ни уопсе ни ништо. Седиме у полицијска станица и брат ми му станува тој со звездите, му вика па добро, мене никој права не ми прочита, јас стануем си идам. Седи уапсен си. Зашто? Неовластено снимање. Добро, вика брат ми, му го одземаа тој телефон. Значи ова е 11 јануари 2019. Кога се шитне името. Така. Му го земаа телефонот, уште му го држат. Тој сега не вреди пишлива боба, плюс на другарот Зуро ми пиша, кажи телефонот ми го зема, што објавил нешто за Мила Царовска, му го зема и него телефонот, мене знамето. И сега излага и брат ми тепал од неовластено снимање и он станува тепач. Па на постариот брат што му направија бе Јанко за знамево која беше. Ми викаа таму, ајде ќе ме пикаат у кола. И брат е исто како вас Не, патриот? не. Мислам патриот е, ама не искажува он. Он сега лична карта оди нека му побара Господ Бог, не ја дава. Прашуваат тие кој си, како се, викам Жарко Масларковски, јас на 8 влез први стан 17, ново Лисиче, викам, кој сака. Дај лична карта, викам не. Има ли кој да го потврди? Ој, вика, јас сум од брат. Дава личната карта, овие потврдуваат, Жарко Масларковски го потврдува Александар. Не му стига од извршител, осуден за непостапување по наредба на полицаец? Не разбирам. Брат ми постариот потврдува дека јас сум тоа и тоа лице. Добро. Ни се расправа, ни Што му вика, ни стигнало? носи знаме. Непостапување по наредба на службено лице. И тоа не е у суд. Од суд ништо не му стига дома, а како за мене и за брат ми нонстоп стига, на иста адреса сме. За нас све стига, за него не стига, му стига од извршител блокирана сметка, ало зашто? Имаш казна, вика 250 евра непостапување. Бе, какво непостапување? И сега вика, кој ќе ми побара лична карта, Господ Бог, и му рече, бе, пиши 20 евра тамо, не ти давам, вика, лична карта, ни бутур. И тоа не можат на коњот удри на самарот. Тоа е државата. И они мислеа ќе се исплашиме. Ама они не знаат со кого се фатиле у Костец. Со кого? Со многу честни луѓе, непоткупливи и храбри. Луѓе кои што немаат што да загубат, пошто најмилото им го тргнале. Ме разбираш, јас сум фамилиарен човек, имам жена и деца. Што ти е најмилото? Вајда ти се жена и деца ги имаш. Жена и деца ми се најмило, ама као идеалист Македонија ми е у срце и у душа. И децата мои еден ден, ако заглавам у чуза некад, треба да разберат дека татко им го направил тоа за тие да живеат добро. Јас не сум нападнал, не сум мудрил, не сум навредил. Јас сум викал Македонија, Јанко. Имам 3-5 дела. Една казна ќе ми плати Борко Ристовски, една казна ќе ми платат од диаспора, Левица ќе ми ја плати таа за после избори што викавме Левица у парламент на Асном, дуи држеа програма на МТВ2, па ќе се тепа, па се повлекаа, па ни викнаа полиција, не собраа. Чекај, што било тоа? Што било тоа? Абе славиме, влагаат 2 пратеника и ние знаеш кај ни е прес-центаров, од прес-центар идеме ја и брат ми до Асном да им кажеме дека сме влегле. Да им кажеме на луѓето од Асном, на нашите предци, луѓе имам ваши наследници. Готово крај на Баши Бозуков. И тие се налутија, не викај бе, дуи, МТВ2. Они прават уживо емисија, а не им влагаме. Македонија, Левица во парламент. Не викај ово, она ќе се тепа, па као не се тепа, ни викнаа полиција. Не викај бе, викам славам победа, што ти е? Комбе, потера, таа Левица ќе ја плати таа казна, пошто јас сум рекол, ја не ви плаќам, не поседуjem ништо, all black every day си терам, не ви плаќам за нешто, што е Ќе лежиш. викање. Па ќе лежам ако требаше. Абе Јанко, до кога ќе им се плашиме бе Јанко? Нема страв.
Еве го другарот у Прилеп. Заев него пријавил, некој полицаец, па све писмени тие. И за знамето требале му пишат и на Иван имаше Беч Кутлеш. Беч Кутлеш, пиши му прекршок. Го навредил, шо му рекол? Не си достоен за тука. Ова не е ваша територија. Иде на алеја на славни што гинале за Македонија, предавник. А збориш за кога беше положувањето на споменикот Да. од Левица, кога Другарот Иван така. Јовановски застана со другите другари. Сега се сетив на видеото. Што е со него? Покрената е... Покрената е некоја прекршочна, пак истиот адвокат среќа го има Драги Пешевски, нашиот брат борец. Значи таков адвокат ако има на планетава, И зашто е обвинет? омаловажување на службено лице, нешто, некој е такво. Добро. Навредување, омаловажување на ценетиот премиер. Треба изгледа адвокатот да го донесам тука да ми ги Беница. раскаже малце што се случаевите и... Па он е и на 27-ми. На 27-ми работи, да. И на тие случаи работи. Работи. Драги е еден од ретките у фелата, кој што влегува и стварно со срце влегува. Значи, ја да го малтретирам вака за прекршоци 11-12 рочишта, друг да беше, ке речеше, дечка, ај ти, ова, плюс него плаќам. Ја знае ситуацијата, знае тука од аеродром. Знае како живее. Кој ти ги плаќа рочиштата? Никој не ми ги плаќа, он ми е без пари, судов, вајда ќе ме ослободи. Секој рочиште мора да се плати. Па посеб на крај да е фактурата. А на крај ли е фактура? Па да, ако си крив. Господ на помош. Ако си крив, ќе ти ги зачукаат судски трошоци, паушал 2000, 4000, 6000. Тоа е, пошто адвокатот ми е стварно мој човек. Сега, као да ви кажам, знае да оцени, знаеш. И знае дека има човек, сега драги да ми се јави, жаре, ќе ме пукаат, ја рипам. И било кој што ми Гинеш излегол за за него, За било кој бе, Јанко, ти јави ми се, преска нешто прочитав. Кој те закача, кажи. Не се секира. Ја добро се. Медиумски ја немам гајле. А физички народ ме почитува каде да отидам, не сум имал никаков Тоа е, проблем. брат, сега не имитираат ние што излеговме со Левица аеродром по терен, зашто ние не сме пајташи тамо да креваме 4 години рука и да зимаме паушали. Па нашите советници у аеродром 10% од паушалот иде за партија, 10% иде за локален, 10% иде за сиромаштија. Више се откажале од 30%. Некои што имаат некоја плата плюс и повеќе донираат, помагаат. Тргнавме на терен, ете ги сега ВМРО Инџиково лепат, не знам кој се СДС, абе, џабе ќе не имитирате, Мојсовска беше многу фер овдека, ми фрли паричка на маса. Да, и ја имам добиена. Многу ми е овако, требаше да донесам да видиме дали оригиналти дали или дали од прво или Како и да е, прв пат уживо сум добил пара. Да, Јанко. Многу убава таа и кога ми ја подаде, многумина се заинтересира. Она ми рече дека е многу ограничено. 150 за 150 години, да. И јас сум еден од 150 во Македонија која поседува и ви благодарам поради честа. Тоа е пара со ликот на Гоце Делчев, која вие ја исковавте и ја подаривте на други. Луѓе се многу спремни да купат, да дадат пари. Може второ, трето издание нешто да се Нешто да направите, пошто тоа е Левичарскиот институт Рацин, кој што е основан тазе, мислам оваа. Значи вака имаме. Едно е да ми договориш следно интервју со директорот на МКЦ. Второ е со адвокатов да видиме дали сака и треба да збориме за сите овие случаи, да ги дообјасниме. И трето, со Левичарскиот институт. Тоа е, тамо ни е председател Хактан. Реджеп Исмаил, мислам. Он беше веќе една штука. Да, ама може да ускокне било кој, зашто... Да, ама не зборевме многу за институтот која беше. Онова за институтот. Институтот е нешто што е, рецимо, фреш. Преку институтот ќе се организираат и доста школи. Значи, една ја предавам јас, значи, за филмска и телевизиска монтажа. Браво. Значи, си има левичари кои што сакаат се обучаваат и плюс ни се у кампањи ни помагаат, знаеш, да се пристигне. Сега тука некој tag life може да излегол, учениците tag life-ови ако има да ги направите.
Не знам дали е тагнато колку Не, Tag колку Life, е... Апасиев имаме една страница. Така ли? Не знам колку е шерувано ова, инаку добри коментари добиваш. Апасиев добро ме ескивира, време е да дојде овдека. Се шегувам. Ти си знаеш тоа и прошли пут викаш, шефот, кај нас нема шеф. Све се другари. Другарот Апасиев Другарот председател, другарите од президиум. Ми вети лично, ја сега не за тебе, ова не е до тебе, туку повеќе порака до него, да се сети што ми ветил. Ке дојде, Да. знаеш како? Затоа што, види, мене никој не ми треба. Да, Ја гледам да донесам она што народ го интересира. Точно. Она што му е потребно, мене ништо не ми треба, пријатели у животот. Плюс со секое појавување ние ставаме на конто уште 1000 гласа. Зашто како ги пее ова последниот говор у собрание, знаеш што беше? Паричката, топе паричката. Овде е снимена. Топе, гоцевите идеали се нешто што мора да преживее. Значи имаме Што сакаше реченицата да ја завршиш? Со секое појавување на Апасиев, дали на говорница, дали во некоја емисија, левица на контото става плюс 1000 следбеници. Ја реков 1000 евра. Се шегувам. 1000 евра, види се. Значи, се шегувам, Жарко, покушавам да го затвориме, што... да го затвориме муабетов. Мислам дека имавме плодна емисија, но ќе те оставам кажавме да за судењава, кажавме, за МКЦ кажавме, за МКЦ кажавме, за левица кажавме. За левица кажавме. Значи скоро све сме кажале. Уште Пука козметика што ќе правите? Пука козметика треба рап да снимиме, значи со братов, имаме од неколку другари продуценти собрано, иначе ние имаме реге бенд Брука. И имаме некои 2-3 песни у последно време што никако не ќе да ги пуштат, зашто гола вистина се збори. Ја не знам, чеки сега. Боже, Марко, имаме нешто Пука козметика у архива горе, у фолдер? Од Брука, ако има нешто баце. Или од Брука. Ама, знаеш што е проблем? Да свирнеш сега нешто, некоја мелодија, Фейсбук го кине заради некој копирајт. Ама вие немате ништо заштитено. Што знам, имаме... Ај, ќе пробаме. Нека иде сега за крај нешто од Брука бенд, окей? Да. Еве, пушти таа лудило, не е заштитено. Ама не. Чекај. Ове Пука козметика пушта. Пука козметика пушта? Да. Ама ова е концертот. Не, ова е интро од концерт. Интро од концерт, ствари е со... другови, ова е улици со микрофон. Козметика. Whatever, тоа имаме. Одјави се? Јанко, фала ти многу, не знам дали кажав се што сакав да кажам. Значи, ќе доеш пак. Да, ќе дојам пак. Луѓе, бидете искрени, бидете честни, следете ме, ако ви изневериме, слободно куршум у чело. Ич да не ме мислите. Ако нешто што не е вистина, и кога сум идел по градови сум агитирал, сум им викал на луѓето. Ако нешто ве излажам, прво мене, на Охриген им реков, каменот на сред езеро од кај да не фрлите. Значи нема никој да ве бара ништо, се откажува. Значи искрена е борбата, честна е борбата, вистинска е борбата, има да победи. И благодарам. Жарко, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно. Ќе завршиме со Пука козметика или Брука бенд? Пука козметика, Пука улици со козметика, микрофон. тоа имаме. Другарице и другови, Пука козметика. Улици со микрофонот, пау, 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 публика на колена, bow down, позери во пензија, пау, 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 Пука козметика, bow down, Основа, почне и походот, Пука завртете го поле со трушење на куќата, возење на ритмот како на ринги шпил, водење рими како водење петкеца од еден шпил. Подобро не ми го давај микрофонот, зашто не знам зашто, ако трае ритмот, ми се фаќа гласот, кој го вадам од газ, но продолжам како митот зајбени, дедом раз, многу генерации пред вас. Секој допир со микрофонот, нов расказ со ново нараво учение. Не си играјте со овој рап, гение. А тој доаѓа во дуплика, пак, пак, пак. Што ќе правиш сега, а? Човеку што стои, зашто не се мрдаш, зашто блефираш дека моето срање не
јас низ него скитам. Во партализа атмосфера како питач питам. Јас го гризам микрофонот, ти сруши го плафонот. И со таква атмосфера се постигнува хип-хоп сонот. На таков начин ја добивам ерекција, да ти одржам уште на хип-хоп лекција. Увици со микрофонот, пау, 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 пау. Публика на колена, bow down, bow down. Позери во пензија, пау, 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 пау. Покрај козметика, bow down, bow down. Мислиш се заебаме? Не. Па тогаш туѓе горе рацете, жени напајте ги цицките, бука е на микрофоните. Што стоите, движете ги колковите, вратовите и пуснете со скоковите. Мавтете ги рацете, ви ножи до лево десно. Мавтете ги рацете, ви ножи до лево десно. Горе доле како кола на хидраулика. Горе доле како кола на хидраулика. Мавтете ги рацете, ви ножи до лево десно. Мавтете ги рацете, ви ножи до лево десно. Горе доле како кола на хидраулика. Горе доле како кола на хидраулика. Увици со микрофонот, пау, 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 пау. Публика на колена, bow down, bow down. Позери во пензија, пау, 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 пау. Покрај козметика, bow down, bow down. Увици со микрофонот, пау, 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 пау. Публика на колена, bow down, bow down. Позери во пензија, пау, 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 пау. Покрај козметика, bow down, bow down. Ова песна е посветена за сите комујаци, певери, лицемери, хиени и сите ебани љубоморни кучки.